Вечерни вести на Канал 5. Нов случај на фемицид по Македонија. 51 годишен маж од скопското село Таор ноќеска е уапсен под сомневање дека е убил својата поранешна 48 годишна жена. По грозоморниот чин тој се обидел и да го заташка случајот и да го прикаже како природна смрт, во што му помогнале тројца пријатели кои исто така се уапсени. Деталите за овој случај ги има Михајло Видимлиски. Во близина на скопското село Летевци е пронајдено тело на 48 годишна жена. 2 дена претходно во петокот таа била пријавена за исчезната од страна на 51 годишен маж со кој живееле во селото Таор. Неофицијално Канал 5 дознава дека до неодамна тие биле сопружници во фаза на развод поради несогласувања, но се уште живееле заедно. Полицијата го пронашла нејзиното тело во фаза на распаѓање на околу 13 километри од домот, во атарот на селото Летевци, на тешко пристапна шумска локација, а полициската истрага брзо нашла докази дека извршител на убиството е токму нејзиниот поранешен маж. Денеска во 1 часот и 20 минути полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода 51 годишниот СГ со престојувалиште во село Таор Скопско поради постоење основи на сомнение дека ја убил 48 годишната ЖГ. На 26 јуни оваа година СГ пријавил во полициска станица дека од домот се оддалечила ЖГ со која живееле во иста куќа, а на 27 јуни пријавил дека ја пронашол почината ЖГ во близина на село Летевци, Скопско. На местото излегле полициски службеници и јавен обвинител, пошто телото кое било во фаза на распаѓање по наредба на јавен обвинител е предадено на судска медицина за обдукција. Од јавното обвинителство потврдуваа дека со обдукцијата било утврдено дека се работи за насилна смрт. Дежурен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје и екипи на МВР ноќеска вршеа увид на тешко пристапна шумска локација во близина на селото Летевци, каде беше пронајдено безживотно тело на жена од Таор. Жената била пријавена за исчезната во петокот, пошто беа преземени дејствија за нејзино пронаоѓање. Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатата, при што потврдено е дека смртта е насилна. Велат од обвинителството. Освен осомничениот за убиството, уапсени се и тројца негови пријатели на возраст од 62 до 69 години, но нивната улога во случајот ниту МВР, ниту обвинителството за сега не ја откриваат. Од обвинителството додаваат и дека се преземаат дејствија за целосно расчистување на настанот. Филков ќе се оди од Министерството за правда, а ресорот ќе премине кај кадар од Влен. Првиот вице-премиер Беким Сали вели дека ова е затворено прашање во разговорите со премиерот Мицкоски, но лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски и натаму инсистира дека конечниот договор ќе биде познат во вторник. Според информациите во замена на правда, ЗНАМ има понуда да го добие Министерството за земјоделство. Елизабета Дамјановска Спасеновска ги има последните информации. По реконструкцијата на владата со ресорот правда, ке раководи кадар предложен од Влен, тврди првиот вице-премиер Беким Сали и покрај инсистирањето на Максим Димитриевски дека разговорите се уште не се завршени. Но според Сали, ова прашање е веќе решено со премиерот Мицкоски, а освен правда, Влен ке добие уште 5 ресори. Во нивни раце остануваат Министерството за животна средина, со кој понатаму ке раководи актуелниот министер Мухамед Хоџа, Министерството за економија и министерот Бесар Дурмиши и Министерството за европски прашања со кое раководи Сали. Дополнително, ке го добијат и култура, од каде заминува Љутков, и Министерството за односи со заедниците, со кое досега раководеше Иван Стојлковиќ. На негово место, најверојатно ќе дојде Азир Алиу, со оглед дека Влен ги отстапува ресорите здравство и социјална политика, кои ќе преминат во ВМРО од ДПМН. Се уште немаме финално име за Министерството за култура и за правда. Тоа се две нови имиња. Актуелните министри мислам дека перформираа добро во владата, задоволни сме како Влен и ќе продолжи понатаму. Се додека траат преговорите, секако е да има отворени теми, меѓутоа овој дел што го кажам веќе стојам за тоа. Овие се дефинирани бетон?
Па бетон ќе биде кога ќе ги слушнете при презентација, меѓутоа наш бетон е ова што го кажуваме. Лидерот на Знам Димитриевски пак е денеска од Куманово. Тврдеше дека се уште ништо не е дефинитивно договорено и се ќе се знае во вторник. На партискиот настан видливо беше отсуството на министерот Филков, но Димитриевски рече дека тоа не е поврзано со реконструкцијата, туку со други обврски. Јас сум во континуирана комуникација со мандатарот Мицковски. Секој момент има нови согледувања, нови предлози. Вторник ќе биде конечниот ден кога ќе бидат соопштени сите ресори, кој на која политичка партија од власта ќе биде распореден и секако тука покрај премиерот директно учествува имаат и владините партнери. Тоа се Влен и ние како Знам. Според брифинзите од владините партии, Мицковски на Знам во замена за ресорот Правда им го нуди Министерството за земјоделие, а како нов министер веќе се споминува актуелниот државен секретар Борче Серафимовски. Дефинитивниот состав на владата, премиерот најави дека ќе го соопшти по седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН во вторник. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски позитивно гледа на последната иницијатива за така наречената постепенна интеграција во Европската Унија, но предупредува дека оваа алатка може да биде корисна само ако биде мост до полноправно членство, а не да се претвори во трајна чекална. Во обраќањето на форумот во Дубровник уште еднаш ги повтори позициите на земјата за францускиот предлог, а за барањето за гаранции поддршка доби и од американскиот експерт за Балканот Едвард Джозеф. One member state says, apart from that, the European consensus is also a set of other agreements that apparently exist between the two countries, including, among other things, a revision of our national history and areas such as intervening into the domestic media affairs of the country and other issues as well. So the issue is, even if we do what 26 EU member states and the EU institutions are telling us to do, one member state, once we do this, will say, now that we're here, let's start with these other aspects that are important to us. This is the trap, the very obvious one. This is also another mistake of the EU to pressure Skopje to implement an agreement that has absolutely no guarantee that Sofia will honor it in its spirit and not make more identity demands. And there are solutions. They can hold meetings at the council and so forth. And guess what? Bulgaria can step out of the room the way Hungary stepped out of the room. Во организација на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, пред споменикот на децата бегалци во паркот Жена Борец се одржа традиционалното одбележување на 80 годишнината од почетокот на граѓанската војна во Грција и 78 годишнината од прогонството на децата. За жал и годинава настанот се одржа пред речиси уништен споменик. Оставен да сведочи не само за едно од најболните страници од македонската историја, туку и за годините негрижа и видливите траги од вандализам. Бел бетон без плочи и надписи. Вака денеска изгледа споменикот на децата бегалци. 8 децении по почетокот на граѓанската војна во Грција и 78 години од прогонството на македонците од егејскиот дел на Македонија. Не случајно секоја година комеморацијата се одржува токму овде во паркот Жена Борец кај овој споменик, кој што треба да го символизира страдањето и прогонството на илјадници македонци од егејска Македонија. Но организаторите се жалат токму на состојбата во која што се наоѓа овој споменик. Низ годините тој е често мета на вандализам, меѓутоа реагираат и на самата институционална негрижа. Иако демолирањето се случувало повеќе пати од 2019 година, председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров вели дека биле поднесени кривични пријави и испратени дописи до владата, но без епилог, што според него дополнително ја продлабочува неправдата. Тој додава дека зад вандализмот стои смислена намера од антимакедонски центри. Како позитивен чекор ја посочи најавата од Министерството за култура, дека во тек е изработка на нова плоча од оригиналната авторка, која наскоро треба повторно да биде поставена. Денес стоиме пред обилен бетон, без ништо од символите по кој овој споменик беше препознатливо сведоштво за геноцидот врз македонскиот народ по Втората светска војна. И не преостанува ништо друго освен да кажеме засрамете се.
Полицијата и јавното обвинителство истрагата против инспираторите и извршителите за овој вандализам до ден денешен не ја завршија. Владата со прст не мрдна споменикот да се реставрира. Невозможно е карши собрание со толку камери на овој јавен простор да нема индиции за сторител или сторители. Здруженијата оценуваат дека за поставениот споменик е само дел од поширокиот однос кон македонското историско прашање. Според нив, политичките договори од 2017 и 18 година дополнително ја влошиле состојбата на македонците од Егејскиот и Пиринскиот дел. Велат дека и натаму има случаи на дискриминација при влез во Грција, со враќање од граница со образложение дека представуваат закана за националната безбедност на државата. Бараме македонската влада во односите со Грција да изнуди поништување на сите забрани од владата во Атина за влез на македонци од Македонија со обвинени опасни по националната безбедност на Грција. Бараме слободно движење за сите во Македонија и Грција и почитување на слободата на мислата и гласот. До владата, собранието и председателката, здруженијата побарали усвојување на резолуција за како што наведуваат извршениот геноцид врз македонскиот народ и со барање 10 август да биде прогласен за ден на негово меѓународно одбележување. Останете со програмата на Канал 5, имајте убава вечер.